поканив токму овде, на местото на кое во моите претходни два мандати му го сменив ликот, на задоволство на голем број граѓани од населбата Тунел и Керамидна и пошироко, за да ги најавам проектите кои ќе се реализираат во овој дел од градот, во повисоките зони од градот и во селските населени места. Најнапред ќе започнам со идејата просторот зад мене до фудбалското игралиште да се направи зелен пазар за граѓаните на Тунел и Керамидна, да се снабдуваат редовно со храноградинарски и други производи. Исто така планираме целосно да го реконструираме детскиот забавен парк кој забележувате целосно запуштен заедно со зелените површини. А на фудбалското игралиште планираме да поставиме подлога од вештачка трава за подобро одигрување на фудбалските наддевања. Исто така сакам да ви информирам дека планираме да направиме тротоар од населбата Тунел до населбата Превалец, затоа што голем број граѓани од Превалец секојдневно се движат за да ја зголемиме безбедноста на одвивањето на пешачкиот сообраќај. Сакам исто така да потенцирам дека на левиот дел од градот ќе направиме повеќе зафати за да ги прифатиме атмосферските води кои се деценијски проблем на граѓаните на градот Велес, пред се од улицата Лјубљанска, Костовска и Киро Ќучев и со нивното евакуирање до реката Вардар, мислам дека трајно ќе го решиме проблемот со собирањето на големите поплавни води по улицата Благој Ѓорги. Сакам да потенцирам дека во следниот мандат на врвот на моите приоритети ќе бидат повисоките зони делови од градот, ќе изградиме повеќе претпукни станици за да го подобриме водоснабдувањето со квалитетна здрава вода за пиење и направиме многу улици, тротоари, водоводни и канализациони мрежи, отпорни ѕидови, плоштадки, ќе поставиме повеќе ракофати за да го подобриме квалитетот на живење. Оризари ќе го реши конечно проблемот со фекалната канализациона мрежа, треба да се доизградат уште 2 крака и 2 помали пречистителни станици. Планираме селото Бузалково да го поврземе на градската водоводна мрежа, во кој претходен мандат водата ја донесовме до гробиштата во Раштани, треба таму да се направи претпукна станица, да се донесе водата до Бузалково и перспективно на таа линија да се поврзат и селата Раштани, Сливник и Луковец. Исто така планираме да го асфалтираме патот до селото Сливник, затоа што е тоа единствено поголемо населено место на територијата на општина Велес кој нема асфалтен пат. Селата Иванковци и Мамутчево ќе бидат поврзани со современ асфалтен пат, кој ќе биде изведен со парите кои се обезбедени од Светска банка уште од пред 5 години во вредност над 500.000 евра, кои не знам од кои причини се уште не се реализирани. Во помалите населени места, каде што има мал број на жители, ќе ги поправиме патиштата и редовно ќе ги одржуваме, се однесува на селото Сол, Белештевица, Карабуниште, Рмевци, Рудник, Ушје и Сопот. Ќе ја довршиме и фекалната канализациона мрежа од десната страна на населбата Превалец. Ќе бидат изведени многу други инфраструктурни зафати во поголемите населени места, Башиносело, Раштани, Црквино, Мамутчево, Караствари, Сулјаквари, како и во другите помали населени места. Како што знаете, комуналната инфраструктура во општина Велес е многу запуштена. Предизвикот за работа во следните 4 години е многу голем, затоа што треба да се надомести тоа што е исклучено во минатите 4 години. Да ве потсетам уште еднаш дека машина за асфалтирање во градот Велес не е влезена во последните 2 години. Ништо не е работено, ниту на крпење на улиците со топол асфалт, ниту за правење на нови улици или патишта. Во наредниот период треба значително повеќе средства да се издвојат за таа намера. Сакам исто така на крајот да кажам дека оваа градежна експанзија која сега се случува во Велес е невидена, тоа што не го правеа во изминатите 4 години кои може да кажем дека преска се обидуваат да го надоместат сега. Секаде каде што јас се појавувам, веднаш после тоа почнуваат градежни зафати кои не се предвидени ниту во буџетот, ниту во програмата, што е се разбира и законски прекршок. На тој начин се обидуваат да им ги замачкаат очите на граѓаните и да соберат ефтини политички поени во пресет на локалните избори, но јас сум длабоко убеден дека граѓаните на Велес знаат да ги препознаат вистинските вредности и дека ќе умеат тоа соодветно да го казнат во неделен на Благовец на своите гласачки места. Ви благодарам да